Само за една година, каматата на минусното салдо има значајно зголемување на каматите, но и на новоодобрените кредити на фирмите. Сега минусот и просечната камата надминува 5%, анализира портал Б. Најновите каматни поскапувања дојдоа со февруари, а граѓаните и овој пат реагираат негативно. Не е арнова состојба. Банките гледат повеќе пари да земат од граѓаните. Па не е борец за тоа што зголемија минусите камати на граѓаните, банките. Сака што гледат што повеќе пари да земат од народот. Подебили камати за минусните салда веќе се наплаќаат и на пример за минус од 80.000 денари, минусното зголемување е 140 денари. Во случај годишните трошоци за камата од 8.000 се зголемуваат на 9.600 денари. Уште полошо минуваат со оние со долгорочни стамбени кредити. Имам стамбен кредит со рок на враќање од 20 години во банка. Првите 3 години плаќа фиксна камата и потоа ми пресметуваат нова камата. Но сега кога видов колку многу е зголемена, навистина сум загрижен. Изјави граѓанин. Најновите податоци од Народна банка на Македонија покажуваат зголемување на каматите за кредитите. На крајот од минатата година каматата за вкупните кредити достигна 4,44%, а на новоодобрените 4,83%. И токму кај нив има поголем раст во однос на крајот од 2021 година. Според економистите, ова веројатно нема да биде крај на покачувањата и нивните очекувања се заострување на условите за кредитирање на компаниите. Ќе се заострат критериумите спрема оние корисници на банкарски средства кои што нередовно ги плаќаат своите обрски према банките, а оние кои што редовно ги плаќаат, а се минус со дозволен минус, така наречен, тие се во интерес на банките тие да имаат минусно салдо кое редовно го плаќаат во одреден период. Така да овие зголемени камати се во полза на банките по секој основ.